Денеска сме на отварање на изложбата Пештерните цркви, и тоа двете пештерни цркви, Свети Лазар село Бегниште и Свети Никола село Драдња. На оваа изложба на преку 100 фотографии и десетици скици и цртежи се представени нашите средновековни бисери од 14 век, како што кажав, Свети Лазар од село Бегниште и Свети Никола во село Драдња. Ова изложба е плод на еден истражувачки проект на Музеј Галерија под раководство на директорот на нашата установа, госпоđа Весна Ѓорџиева, виш кустос историчар на уметноста и археолог. Ова акција е пред околу 15 на години. Сето тоа вроди со плод, значи да се прикажат убавините на овие, како што кажав, средновековни бисери. Територијата на Македонија и покрај тоа што се наоѓала долго време под туѓа власт, представува еден непресушен трезор на културни и историски споменици, што немо сведочат за историјата на македонскиот народ и неговата цврста христијанска вера. Христијанството во Македонија започнало да се шири уште во апостолско време, кога апостол Павле при своите мисионерски патувања ги изградил темелите на христијанската вера во Македонија, па и пошироко на Балканот. Од тогаш па се до денес македонскиот народ е верен на христијанското учење и во духот на христијанската вера се воспитуваат идните генерации. Православната вера обстојувала низ вековите преку огромниот број на сакрални објекти, цркви и манастири. Бројот и разноликоста на сакралните објекти не сугерираат минато на луѓе чија историја е исполнета со создавање, уметност и длабока духовност. Монашката традиција во Македонија е вкоренета во почетокот на 10 век со основањето на првите манастири од охридските Климент и Наум. Нивната мисионерска и просветителска дејност, заедничкото живење исполнето со молитви и љубов кон Бога ги прави втемелувачи на монаштвото. Во овој период веројатно се раѓа традицијата за развивање на локални култови со формирање на свети места. Тие се осамени и тивки, лоцирани често во тешко пристапните предели, во пештери, во карпести предели во Охрид, Преспа, по долината на Црна река и други делови од Македонија. Покасно на овие места се подигаат пештерни цркви, се формираат мали манастири наречени аскитерии или скитови. Најмногу сочувани пештерни цркви на територијата на Македонија потекнуваат од втората половина на 14 век. Заради тешките социјални и политички кризи во немирниот 14 век, монаштвото повторно заживува во Македонија како рефлекс во идеен поглед на она што се случува во соседна Грција, посебно на Света Гора, која станала центар на исехистичкото движење. Нивните идеи се блиски и на живописот на црквата Свети Лазар во село Бегниште. Погледнато низ призмата на културното наследство, Кавадаречкиот регион представува ризница на цркви, манастири, фреско живописи, икони и иконостаси и многу други движни и недвижни културни добра од различен вид и период на создавање. Црквите и манастирите и движното културно наследство што го поседуваат се одраз на религиозната традиција и богатиот народен дух, инспириран од православната вера и уметничките квалитети на нашиот народ. Сакралните објекти се непресушен извор и предизвик на истражувачите, како што се вработените во Музеј Галерија на град Кавадарци под раководство на директорот Весна Ѓорѓиева, виш кустор, историчар на уметност и археолог, кои преку оваа изложба се трудат да не го доближат културното наследство на непристапните предели како што се пештерните цркви Свети Никола во село Драдња и Свети Лазар во село Бегниште. Со отворени порти ни ја откриваат тајната и вистијаната која треба да ја запишеме во локалната историја и историјата на македонскиот народ. Средновековните пештерни цркви и манастири во Кавадаречко, како и останатите во нашава држава, представуваат богата културна, духовна и просветителска ризница. Свидетели за творечките импулси на нашите зоографи и градители, за монашкиот живот, исполнет со молитва и пост и љубов кон Бога, за значењето, религиозното твориштво и вековната традиција на источно-христијанската култура, проткаена со духовна, верска и уметничка нишка. Знаејќи го огромното значење на овие пештерни цркви, Свети Лазар во селото Бегниште и Свети Никола во селото Драдња, кои датираат, како што веќе спомнавме, од 14 век, нивниот амбиент и локација во која што се наоѓаат, целата на сама изложба е сепак преку фотографија, карти, скици, да бидат достапни пред пошироката културна јавност, односно да се презентира се она што досега е сочувано од нив, конзервирано, документирано, евидентирано.
Пештерните цркви Свети Лазар во село Бегниште и црквата Свети Никола во село Драдња досега се единствени од овој вид на територијата на Кавадаречко, свидетели за верскиот, социјално-економскиот, уметничкиот живот на нашиот народ во средновековниот период. Пештерната црква, посветена на Свети Лазар, се наоѓа на околу 5 км југозападно од селото Бегниште, на самиот брег од сегашната акумулација на Црна река. Лоцирана е во карпест и сув предел на околу 30 метри височина од нивото на Тиквешкото езеро, кој постојано варира. На самиот влез во пештерата со пречник од околу 10 метри, која веројатно служела за упориште на анахоретите, монаси, пустоножители, кои што се оддаваат на осаменички живот, посветен на Бога. Пред создавањето на Тиквешкото езеро, по долината на Црна, во далечната 64-68 година, низината положба била високо над кањонот на реката Каменица, во близина на селото Сопиште, по кое го добила и своето име Сопишка црква, а некои ја нарекуваат и Маркова црква. За разлика од минатото, денес до пештерата се пристигнува поземјен пат, кој води од селото Бегниште и по водите на Тиквешкото езеро, до устието на реката Каменица, а потоа по прилично стрмен и карпест предел. Остатоците од пештерната црква Свети Лазар се видливи доколку сте во непосредна близина и под застанете со чамец во водите на езерото. Од некогашната градба со мали димензии, денес се сочувани дел од јужниот и источниот зид со олтарната апсида, со солидно зацврстен конзерваторски зафат. Западниот, северниот и дел од источниот се срушени, веројатно поради подкопување и ерозија на земјиштето под овие делови на црквата. По својата архитектонска концепција, црквата представува еднокорамна градба, во кој состав влегува олтарниот простор со полукружна апсида, одвнатре и истакната од надвор во продолжение наос. Градена е од кршен камен и варов малтер. Опусот на зидаријата нема декоративни особености, се карактеризира со изразита едноставност. Од некогашниот сликарски ансамбл, кој ги украсувал внатрешните површини на зидовите и сводот на црквата, денес остатоците се наоѓаат на површините на јужниот и источниот зид, апсидата и незначителен дел од сводот на југоисточниот дел од самата градба. Сликарството во пештерната црква Свети Лазар е потврда на вешт и образован мајстор, веројатно школуван во солунските сликарски работилници, енергичен во композицијата и цртежот, со посебен осет кон декорацијата, постигната со тонски средства. Постојаните топли, ладни и темни и светли ефекти се применити во градењето на облиците и на површината каде што тие се наоѓаат. Колоритот претежно е сведен на светол и темен окер со остар контраст, користен за обликување на сенките. Денес остатоци на црквата, како што веќе рековме, немо сведочат за бурното средновековие, сегашност и иднина. Пештерната црква посветена на Свети Никола, позната како Маркова црква, се наоѓа на околу 1,5 км југозападно од селото Драдња, во стрмен и карпест предел, во сува пештера во длабочина околу 20 метри, а висока 9, која наликува на готичка катедрала. Пристапот до црквата е многу тежок. Влезот во природната пештера е сместен на вертикална карпа, високо издигната на околу 12 метри на теренот до која се стигнува само со планинарско искачување. Црквата е изградена на самиот влез од пештерата, што ги детерминира димензиите и поставеноста на самиот објект. Таа е двоспратна, тоа се состои од приземен дел кој служел за поминување и кад просторот на црквата, капела, на која се качувало преку дрвени скали од натрешната страна на пештерата. Црквата е со ориентација исток-запад. Во приземниот дел се влегува од источната страна, а висината на просторот изнесува 125 сантими, што значи дека морало да се влегува добро поднаведнато, речиси клечејки. Црквата со западната фасада е поставена кон западниот дел на пештерата. По својата архитектонска концепција, таа е еднокорамна градба, зидана од камен и бигор, за засведување на кровната конструкција и плитките ниши. Иконографската програма е сведена според димензиите на црквата. Денес во црквата не се забележнали било какви подосежни градежни или сликарски интервенции. Заштитни, конзерваторски завати, како што веќе не се спомна, се преземени од страна како на нашата организација Локалниот музеј и галерија и во соработка со Националниот конзерваторски центар Скопје или некогашниот Републички завод за заштита на споменици на културата од далечната 2007 година. Што значи, имам чувство дека сепак морам да ви кажам дека станува збор за изложба која што веќе по трет пат не презентираме. Во далечната 2000 година, 2007 и ова е
Значи 2019 по трет пат во некој ново руво, сепак со нови фотографии, а сепак тоа се должи на долгогодишните научно-истражувачки проекти кои што беа реализирани некаде 90-тите години, 2000-та година и 2007 година. Што значи, имам чувство дека сепак морам да ги споменам и учесниците во овие научно-истражувачки проекти, а пред се тоа се постарите и сегашните колеги во мојата организација. Би сакала да ги спомнам првично екс-директорите на нашава организација, од кои што некои се во пензија, некои за жал се починати. Тука е во прв ред Петре Камчевски, екс-директорот, историчар, не знам дали во моментот е присутен овде, сега пензионер. Исто така господинот Трајче Јанев, исто од екс-директорите, Васил Кимов, исто колега историчар кој за жал денес не се меѓу нас, а исто така би сакала да ги спомнам и денешните колеги, помладите, кои што нели дадоа свој допринос при реализација на самата изложба, а тоа се колегите Трајче Цветков, Раде Атанасов, Билјана Галабова, секако и останатите. Фотографиите се изработени од Тони Галабов, од фотостудио Експрес од нашиот град, за на сите нив, значи укажувам срдечна благодарност. Неголема благодарност, почитувани, сепак укажувам до градоначалникот и Советот на општина Кавадарци, бидејќи они се главните финансиери за оваа изложба. Укажувам благодарност до мојот промотор, господја Наташа Матакова, моја ценета пријателка и професор по историја во гимназијата Добри Даскалов од нашиот град. Исто така укажувам благодарност до господја Силвана Чулева Танасова и на дечињата кои што беа како увертира со нивните прекрасни звуци и дадоа свој допринос при убавиот амбиент на сета оваа изложба. На крај, почитувани, сепак неголема благодарност упатувам до сите вас присутни, кои што масовно присуствувате, одвоивте од вашето слободно време, имавте трпение да го сослушате сето ова што се надевам дека ви предизвика голем интерес. И од се срце навистина ви благодарам.